Океј, здраво на сите. Јас сум Бошко, дали се слушаме? Да, супер да слушам. Супер. Уште еднаш, здраво, јас сум Бошко, имам истата кошулка на слайдот. Да, ќе почнеме со за предавањето How does ChatGPT work или како функционира ChatGPT. Првото прашање зошто е ChatGPT, ќе пробаме да го одговориме вековниот проблем, односно го имаме вековниот проблем како се прави вистинско турско кафе. Јас сум некој што не е добар мастер и сите викаат дека ChatGPT ќе ни го реши животот, кариерата и сите проблеми, таа да се обратив и го прашав како да направам турско кафе и ми кажа рецепти. Бев као, окей, супер. Пошто истражувам во ова поле, со јазици е нешто интересно. На крајот на денот реков, окей, ние работиме со вакви системи и тоа се броеви и правиме анализа на јазици, ама во позадина не е ништо покомплицирано со математика и алгебра и веројатност нешто што сме го учеле сите во средно, во можеби некои што биле на факултет, и е нешто што може да го совладаме и да го научиме. Целта на ова предавање е да пробаме како да стигнеме до тоа, односно како би почнале да го естаблираме знаењето околу ChatGPT, да видиме кои основи се поврзани. Океј, Вилјам ми рече да направам еден слайд за мене. Јас сум овој лево Бошко, најавно сум истата кошула како сега. Доаѓам од Битола, моментално сум на Институт Јожеф Стефан, претходно сум работел на EPFL Швајцарија, во индустријските води во Хајко, Outbrain, студиите основни ги завршив на Универзитетот во Љубљана, за најдобар моментално битолски бенд сметам Мазнава не. Spotify мисли да сум Wistful and Chill. Десно го имаме Спасен Хановски како изведувач македонски и одма над него го имаме Ойлер, односно еден од главните фаци во математиката и во она за вештачката интелигенција. Накратко, ако би се сумирал со еден слайд и повеќе стигот колку што може да пратите паралелно, би било тоа. Сега, за она зашто сте доаѓани, како функционира ChatGPT. Прво да ја раскрием оваа магија, ќе започнеме со прашање, веќе ние го прашуваме ChatGPT, па сега и јас ќе ја прашувам вас. Прво прашање до вас, што представуваат овие двете слики во контекст на математика, односно во контекст на она што сте го учеле досега. Замислете, вие сте второ одделение или сте сега, и кога ќе се спомнат баби и жаби, што според вас се мисли во контекст на математика или пак во контекст на решавање некакви задачи. Имате 30 секунди за одговор и Вилјам ќе го замолам да ги прочита некој од одговорите. Пака може да оставиме неколку секунди ги читаме од чет. Имаме од Тамара множество и еднина. Драгана нешто неспоредливо. Тамар не кажа множество, окей. Сузана различни вредности. Имаме доста коментари од чет, ај вака. Дека не се собираат, коментар од Виктор. Васко вика дека се работи за две различни работи. Александар вика мешање на поими, неповрзани работи, дека не се комбинираат во различни алгоритма и така натаму. Океј, супер. Тоа е одговорот. Речете му фала на вашите наставници во основна школа или средна или што било што бидејќи ви научиле, нели, две множества што немаат споредба, не се собираат и така натаму. Сега следно ќе опрашаме ChatGPT, веќе тоа е нели оракл на знаењето, се знае што вика. Вика баби и жаби не е математички термин или понудува математиката. Ама како тоа? ChatGPT треба да е нешто што знае. Одиме до Калине или до Симона, Ивана и останатите студенти од четот, што вика и тие рекла да, во математика не се мешаат како концепти. И ова нас не е јасно, бидејќи сме го учеле, сме направиле споредби или можеби сме ги видели, баби и жаби се нешто што се многу различни и не може да правиме анализ. Океј, одиме, нели, некој период понатаму и стигаме сега Калина што не одговори прашањето, има 40 години, е вирална на Facebook и пробува да ја решава овие задачи. Бидејќи го има сватено знаењето за мешање баби и жаби, знае дека тие работи не се комбинираат. Туку може да ги комбинира броевите што ги има. И пак го прашуваме ChatGPT дали може да собираме јаболка и круши, и ChatGPT не вика дека може да собираме. И вика две јаболки, три круши се 5 лови. Аха, океј, има некој знаење, ама си ги собира на начинот на кој што ги собира. Но не знае што се вредности за јаболка и круши. Ова е прашањето на кое што мојот, вашиот и сечив тетин, стрико, вујко, мајка и така натаму би го решил на Facebook и би бил тврдокорен со одговорот. ChatGPT малку закалува. Но и сега стигаме до одговор каде што Калина, нели е, води со 2-0 против ChatGPT. Ама чекајте малку. ChatGPT требаше да не земи работата, требаше да навистина да се избори да не ја одземи работата. Па не.
И сега, за да сватиме зошто нема да не земе работа, треба да видиме како функционира, односно оно заради кое што дојдовте тука. Го прашуваме ChatGPT како функционира, ни враќа куп реченици и зборови и викаме окей, пошто ние сме како секој добар ученик во средно, ја читаме само првата реченица и врз тоа правиме заклучок. Ја читаме само првата реченица и гледаме дека ChatGPT се останува два збора, Chat и GPT. Chat знаеме што е она, нели, што зборуваме сега со вас, пораката на месенџер или пак не знам, Аристотел кој одел околу Атина изборувал со ученици. Од друга страна, GPT пак е она што е интересно, да не знаеме што значи, ни одговара, ни вика дека е некаков голем модел и е составен од некакви кованици GPT, што значи Generative Pre-trained Transformer. Океј, и сега следната фаза што едното прашање што го имам за вас е да ми одговорите која е најбитната буква во ChatGPT, дали знаете? Ако ги знаете буквите Ц, Х, А, Т, Г, П, Т, која буква би рекле дека е најбитна? Виктор не кажува Г, имаме П, имаме Т. Океј, неколку Т, неколку Г, поделени мислења во чат. Океј, поделени мислења. Ти, Вилјам, што мислиш, која е буквата? Да не направам спойлера, пошто знам која е, така што ќе ти оставам на тебе, презначи. Небитната буква е Т и викаме дека можеби е готката на шлавот. Ама ќе почнеме да го разгледуваме од десно кон лево и ќе видиме зошто Т е небитната буква. Т е небитната буква бидејќи нели има на архитектура што ја викаат трансформери, тоа направи вистински бум. Сега ќе видиме што се трансформери. Имаме меме кај што сега пробаме да сме интересни, engagement и сега викаме трансформери, дали е тоа оној филмот кој што го гледа со ученици да во четврта или не беше многу интересен да игра в играта? Не, туку треба да го одговориме тоа, ќе видиме што е data science. И ако изгугламе што е data science, ќе најдеме одговор дека не знаме наука што се занимава со податоци. За да ги поврзиме data science, буквата Т и ChatGPT, ќе продолжиме понатаму. Океј. Секако дека нема да изгугламе, туку ќе го разделиме на два делови. Имаме data и имаме science. Data не значи податоци, science не значи наука. Повторно ние правиме се обратно од десно кон лево, така дека одговориме прво што е наука. Ако прашаме GPT, ни каже дека наука е нешто, поврзано има пристапи и така натаму, се занимава со податоци. Значи се занимава со податоци и ако направиме сумаризација врз тоа, значи дека користиме некакви математички или пак алгоритамски законитости врз податоците или врз некој мерење или врз некое знаење и пробуваме да добиеме ново знаење, тоа е наука. Океј, рековме што е наука, сега да видиме што се податоци. Океј, што се податоци се лево имаме што ни вика Google, викаме факти, статистика собрани заедно за некоја референција или анализа. Од друга страна, десно, ChatGPT дава малце полабава форма, ни вика се факти, фигури, табели и така натаму, што ги користиме за да направиме некоја анализа. Ама ни спомнува дека може да е текст, слика, видео и се друго, да биде структурирано или неструктурирано. И тоа е вистина, се она што може да го видиме, да го собереме, берливото е податок. Може да биде текст, може да биде социјална мрежа каде што комуницираме, може да биде некој животно кој што е убаво, може да биде некоја табела која што сме ја собрале, нели нашата тетка Сузана која што работи во УЈП ја собрала и прави некоја анализа за данокот. Сето тоа е податок и прави некаква податочна анализа, односно прави наука. Се уште еднаш да се вратиме на наука. Ако го разделиме на два зборови, имаме на плюс ука и ука би било нешто што учиме, односно за да решаваме проблеми. И сега да видиме кои се тие проблеми кои што сакаме да ги решиме. Секакви проблеми имаме проблеми од, не знам, зошто цвеќето е ставено на погрешна страна, зошто сме се разминали погрешно, кој е најголемиот број, кој е најдоброто пиво, на кој начин би одредиле дали А е поголем од Б и така натаму. Значи, се може да се формулира проблем. Проблем е нешто кое што сакаме да го решиме. И секој решава проблеми. Затоа и data science викаме дека е за секого. Секој бери податоци, значи се што гледаме со очите, ушите, слушаме, пишуваме, збереме, се е податок. И тие со нив пробуваме да решаваме некој проблем. Сега да видиме компјутерите што проблеми можат да подадат. И ако ги поделиме вака на 4 главни, би биле едни се проблеми на одлука. Например, да одлучиме дали некој број е парен или не, дали некој со юзернем е лажен профил или не, дали ликот што ме заследи на Twitter е лажен или не. Некој проблем на пребројување. Колку луѓе припаѓаат под некоја категорија? Колку луѓе припаѓаат на некој хороскопски знак и така натаму. Тоа се проблемите што се пребројуваат. Потоа имаме проблеми што пребаруваме нешто. Например, од сите корисници што ги знаеме, кои би го купиле нашиот производ или од сите луѓе со кои што се дружиме, кои би дошле на
на нашето предавање. И уште еден проблем е оптимизацијата, каде што викаме бараме некакво оптимално решение, односно бараме таков начин да ги подредиме работите да имаме најголема добивка. Тоа може да биде најкраток пат, најбрза заработка, како да потрошиме само 1 час да слушаме ChatGPT курси да станеме мастери од ChatGPT, апсолутно се е оптимизација. И сега прашањето е окей. Рековме машината знае да решава проблеми и има проблем. Сега да видиме како знае да решава преку учење. Учењето е, нели тука имаме машина, значи имаме машинско учење. Односно главната цел на машинското учење е да ги земи податоците и некако да направи некоја магија, некое учење, некоја математика и да извлечи работа. Ако се вратиме на нашиот најомилен дел за тие што има шанса да го искусат, односно екстерното тестирање, е перфектен пример за учење. Зошто? Бидејќи имаме некои искуства, кога одиме на предавање ни предаваат, ни објаснуваат за постапки, решаваме задачи, целото тоа е искуство. Ние береме искуства, правиме постапки и се усовршуваме. И тоа е делот кој што викаме учење. Но за да видиме што сме научиле, правиме една проверка. Односно, целото тоа што сме научиле го проверуваме. Така учат и машините. Земаат податоци, прават некоја анализа на нив, прават некои модели, учат сите оние работи што ги учиме на академијата и кога ќе ги изанализираме, проверуваме колку се добри или колку е добар нивниот резултат, односно колку добро сме научили. Може да си го замислите процесот на учење за кој било проблем како нешто што сум го или што сум го гледал или гледала, читал долго време, повторувал, сум ја научил постапката или научила постапката и подоцна сум ја проверил. Тоа е нели теорија на учење. Сега имаме различни учења, имаме епизодични учења, односно нешто што читаме директно за нешто ти се подобруваме. Ова е на пример математика, решаваме задачи, читаме теореми како функционираат и врз тоа учење. Следно имаме засилено учење. Во овој тип на учење директно сме ставени во системот, односно ние го контролираме целото учење. Тоа што значи, на пример, кога возиме точок. Ние ако се навалуваме лево, кога возиме ќе паднуваме и сваќаме дека тоа е грешка и следниот пат кога ќе се качиме на точокот нема да се намалиме. Односно велосипедот. И целата идеја е дека ние со повторување, со засилување се ојачуваме како учиме. Тие се два типа и третиот тип на учење што го знаеме да учиме од гледање како другите прават. Семантично учење тоа се вика, на пример, гледаме YouTube курси, сега ние тоа го сваќаме, а не сме го читале материјата директно. Тие се некои три типа на учење кои што ги правиме и машините знаат да ги прават сите овие, соодветно најмалку последното, најмногу првото. И сега назад на ChatGPT, односно да се потсетиме. Уште еднаш, која е најбитната буква за ChatGPT е буквата Т. Рековме, бидејќи нели трансформери, текстови, умилени тетки и така натаму, тоа е главна буква. И рековме текстови, бидејќи пак ChatGPT нешто ние пишуваме, нешто внесуваме во него. И сега да видиме што е идејата. Односно како компјутерите ги гледаат текстовите. Кога ќе напишеме една реченица, кога ќе напишеме низа на карактери, низа на букви, низа на притискање на тастатурите, ние создаваме една реченица. И таа реченица може би да има смисла, а може да е тотално безсмислена. Од перспектива на математика, реченица е само низа на некакви карактери, некакви знаци. И сега тие знаците, ние како човештво сме се издигнале, сме правили еволуција и сме рекли, окей, тие знаци ни значат зборови, а зборовите имаат значење. Значењето на еден збор најчесто е опкружувањето на самиот збор. И бидејќи знаеме ние да извлечеме зборови, значи ChatGPT ќе мора да знае да ги одделува текстови, да прави одделување меѓу зборовите. Прва работа, значи прави некаква токенизација или ги одделува зборовите по логички целини. И на тој начин викаме дека оформува вокабулар. Вокабулар е она множество на сите зборови или сите токени што сме ги научили, што сме ги видели, што сме ги знаеле. И најчесто ние знаеме да ги користиме, односно да ги зборуваме само оние зборови што сме ги видели, што сме ги напишале или што сме ги слушнале. На тој начин и ние учиме. Кога земаме текст, го разделуваме по празните места, освен ако читаме кинески, таму нема празни места, и секој збор го изучуваме и неговото значење. Во однос на тоа си оформираме вокабулар. И кога имаме една реченица, ние разликуваме токени што ни се корисни, што можете да ги користиме, и токени што ни се интерпункцијски знаци, односно што ни ги разделуваат некако учењето, токени. На овој начин си формираме вокабулар и имаме токени. Сега ќе видиме како трансформерите идат тука. Но пред да стигнеме таму, како компјутерот ги гледа токените.
се гледа како бројка. И секој карактер го гледа како бројка и сите организации треба и зборовите да ги гледа како бројка или како некоја целина. Сега ќе видиме на кој начин го прави тоа. Например, наједноставниот начин е да имаме вреќа од зборови. Тука вреќата е фигуративно за нашиот вокабулар, односно ние имаме една вреќа во која што ја земаме реченицата или целиот текст и го тресиме и само ги броиме сите зборови што нам ни се познати. Односно сите зборови што се појасниле. И на тој начин ние знаеме да ги представиме зборови. Секој збор ќе си има бројка и уште една работа ќе си има колку пати се појавил. Например, зборот ит се пројавил прв во вокабуларот, така сме ги подредили работите и знаеме дека тој се појавил 6 пати. Зборот и ај се појавил втор и 5 пати се појавил. Така натаму. Идејата е дека секој збор во вокабуларот може да си го значиме со бројче. И сега компјутерот знае да работи директно со броеви, што значи сме супер, движиме во права насока. Може да оставиме да учи. Но од ова што го видовме сега, зборовите се само без форма, се истурени, односно во некоја сме ги собрале во некоја турба и сме рекли, окей, секој број се појавил на таа позиција и само ние ќе изброиме колку пати се појавил секој зброј. Што една идеја е, окей, рековме, му ветив на Вилјам да ќе ви кажам како ќе размислувате во повеќе димензии. Сега што значи тоа? За тие што се занимавале со вештачка интелигенција, статистика или отвориле некогаш Excel, хинт, некој што се занимавале ви автоматски со самата идеја на имање повеќе димензии во глава. Зошто? Бидејќи, да речеме, кога опишуваме една позиција, ние каде се наоѓаме, може да опишеме улица и секоја улица да си има свој број и број на куќи. Тоа се две димензии, односно се опишуваме самите со две димензии. Ако опишеме на кој спрат сме, тоа е трета димензија. Ако опишеме во која соба се наоѓаме, тоа е четврта димензија. И автоматски сега веќе размислуваме за 4 димензии. И на ист начин, истражувачите Миколов и така натаму рекле дека окей, секој збор нека не биде само една бројка што ќе ја изброим, туку нека биде адрес, што ќе ја научам. Ќе ја научам со некако со невронски мрежи, со некои модели, ама за секој број ќе имам еве да речеме 4 или 3 димензии, ќе знам каде живее. И што е целата идеја за тоа? Ако научам каде живеат зборовите, тие што се слични ќе живеат заедно. Ама заедно ќе живеат и нивните деривации. Односно, например, ако го имам зборот кралица и зборот крал, тие ќе бидат на некоја дистанца. И ако одземам дистанцата од кралица во крал и ја додадам на маж, ќе добијам жена. Тоа што значи? Тоа значи дека ние имавме зборови што беа нели букви напишани, имаа значење и сега стигнавме до нешто што се броеви, односно што живеат негде. Во моментот тука не живеат во 3 димензии и знаеме да сметаме. Например, ако знам дека Рим му е главен град на Италија и го одземам Рим од Италија и го додадам резултатот на Македонија, ќе го добиам Скопје. Веќе правиме математика. И веќе на тој начин веќе се движиме кон оно ChatGPT што го има во позадина. Односно прави манипулација на броеви за да добие нов број. А тој број е збор, реков. На двата начини оди. И на тој начин ние можеме секакви различни работи да видиме. Например, сега овде имаме еден пример, она што би го виделе ако би изучувале машинско учење, дали на академија, факултет и така натаму, коледж. Идејата е дека секој збор ќе си има своји броеви, но тие зборови што се слични ќе живеат заедно. Например, кет и китен живеат заедно, док живее малку подалеку, но блиску до нив. Од друга страна, кујке ќе живее многу подалеку. И со самата таа идеја, веќе зборовите живеат во свет, живеат на адреси, што се опишани нели со тие многу димензии кои што рековме, секоја колона ни означува една димензија, и автоматски имаме добро представување, односно веќе компјутерот може да прави математики со нив, например, од маж да одземи жена, да додаде на крал да добие кралица. Или пак ако одземи од Италија Рим и додаде на Америка, ќе добие Вашингтон. На тој начин веќе можеме да манипулираме, односно да изучуваме работа. Сега, од оваа точка понатаму, нас не останува главната работа, односно ние зборовите не живеат така, не ги кажуваме без врска, освен кога ги кажуваме без врска, ама генерално не ги кажуваме без врска. Секој следен збор треба да ни носи некој значење. И викаме контекст за тоа. И истото треба ChatGPT да знае да го прави. И сега како да го направи тоа ChatGPT? Една идеја, овие се ги викаме невронски мрежи кои што се поврзани, односно рекурентни. Она што ќе го кажам претходно му викаме, земји го и искористи го за следниот како информација за следниот збор. И на тој начин, на пример, ако го добиеме мејлот Are you free tomorrow?
автоматски може да ни се генерира, ако напишеме yes, ќе ни се генерираат останатите зборови. Зошто? Бидејќи некако би се појавиле претходно и знаеме како се поврзани. Сега, заради ова поврзување е главната идеја, односно тука идете. Главната идеја на трансформерите е како да научиме кои зборови како се поврзани. Односно, ако зборуваме за мачките и подоцна реченицата речеме тие ја турнаа вазната, ние сакаме да знаеме дека тие се однесува на мачките. И да имаме такво поврзување. Трансформери се модел нешто измислено од Google, има многу интересно име. Се вика внимание е се што ти треба. Attention is all you need. Ова десно е фенси слика, нема да одиме во анализа на тоа, но оно што сакам да ви кажам, да не се осеќате лошо, бидејќи стварно внимание е се што ви треба и внимание е се оно што му треба на GPT и на сите оние модели каде што имаме или трансформер да функционираат. Зошто? Бидејќи кога имаме две реченици, примерот ќе биде на англиски, we went to the river bank. Го имаме зборот банка и тука ни значи брег. Одовме на речниот брег. И имаме уште една реченица, I need to go to bank to make a deposit. Треба да одам во банката за да извадам пари. Сега што значи? Тука го имаме два пати зборот bank, ама еднаш ни значи нешто поврзано со река, а друг пат ни значи нешто поврзано со депозит. И за да го постигнеме ова, за ова да е возможно, ту ни постојат трансформери. Што прават тие? Ни наоѓаат кои зборови со кои други зборови се поврзани. Има два типа. Едната идеја за како да ги најдеме тие поврзувања ги викаме рекурентни невронски мрежи, на што ви го покажав со мејлот, од лево кон десно одиме и проверуваме како секој следен збор е променен, поврзан. Тоа е идеја што работи добро во теорија, во пракса не, бидејќи имаме проблеми со математичката имплементација. И 2017 Васвани и колегите од Google го предлагаат трансформерот и го сменуваат светот на вештачката интелигенција за секогаш. Една од најмајкините идеи. Зошто? Бидејќи измислуваат начин како да ги поврзат речениците, односно зборовите, во една реченица и да пресметаат кој збор со кој е поврзан и колку е важно поврзувањето, односно колкаво внимание да поврзат на значењето на еден збор во врска со друг збор. Бидејќи ако знаеме како да ги представиме зборовите со бројки, знаеме да ги собираме и да правиме анализа на нив, и знаеме како се поврзани, ќе знаеме да одговориме теоретски на прашање. Зошто? Ако знаеме да видиме дека имаме прашање од типот на, окей, кралот на Англија му е внук на кралот на Ирска, запирка тој отиде во Англија, и сега имаме прашање кој отиде во Англија, ние ќе знаеме да го одговориме бидејќи ќе имаме внимание, ќе знаеме каде се на кој дел се однесува. Се однесува на кралот на Ирска, бидејќи пошел во Англија и тоа ни значи поврзување со кралот. Главната идеја на трансформерите е да ни ги поврзуваат работите, односно да најдат кои две работи се поврзани во една реченица и да ги одредат. И тоа е првата работа што ги прави многу моќни, го прави ChatGPT моќен и го овозможува. А сега ќе видиме и другите букви што значи. Следна буква е буквата Г, ако некако одиме по барање. Буквата Г е битна бидејќи е тешка да го луцираме. И сега ако имаме едно прашање за вас, ако ја добиете реченицата пиев кафе со. Како би ја продолжиле реченицата? Замислете да сте на тест македонски или пак на писмен англиски или на курс Eiffel, треба да ја завршите реченицата. Како би го направиле ово? 30 секунди имате. Јама одговори млеко. Први се луѓе ни кажуваат млеко, Катерина ни кажува со јана, шеќер, неа или него, цимет, сламка, локум. Да. И сега ако ве прашам зошто тоа го одговорите, знаете да ми кажете? Некој. Еден. Мислам, јас не го гледам чатот, таа да може да пишете што садате. Може да пишете и дека сум досаден. Знам дека не сум. Maybe William. Океј, имате идеја за Милан, тоа сме го слушнале. Така, сме го слушнали, имаме некој искуство и всушност тоа се случува во позадина. Рековме прва работа што ја прави ChatGPT го разделува на токени. И тие токени ќе види како се важни и следна работа ќе рече кој збор би бил следен. Аха. И ова е неговиот вокабулар. Ги има зборовите млеко, сабија, илир, соја, голем илур.
И ако ги имате овие избори, не сите можни зборови што ги знаете, кој избор би го предложиле? Дека е следен, најмногу веројатен. Повторно, млеко. Би рекле дека е млеко и истото моделот во позадина научи. Значи сега сте вие на ниво на ChatGPT. Че тука сте негде. Рековме дека сте тука или повеќе, значи уште не јаземе работата. Тоа е супер. Имаме можни избори, доаѓаат од вокабуларот и од сите зборови што ги знаеме, кажуваме кој е следен и најверојатно возможен. И гледаме дека окей, моделот ни вика млеко е веројатен со 85%, сабија со 0,03, некој пие кафе со сабија, можеби пред војна, не знам. Некој пие кафе со илер, јас вчера, некој пие кафе со соја, посте, некој пие кафе со голем и нешто така натаму, возможно некој пие кафе со луд, некој пие кафе со луд, може. Или некој друг збор, X. И од тука гледаме кој е најголема веројатност, така што одлучивте и самите, тоа е идејата што ја направивте, и викаме пиев кафе со млеко. И во позадина ова се случува, викаме генерираме следен збор. И сега, ако сакаме да генерираме следен збор, ќе имаме истата постапка. Може би да биде пиев кафе со млеко и може би да биде зборот и цимет и така натаму. Значи, генерираме нешто. G, G седи за генериране. Уште еден пример, ако имаме една реченица и сега сакаме да ги генерираме работите чекор по чекор, ние може за секој следен збор да предвидуваме. Најво го имаме, математика да речете дека дека ја испуштаме во предавањето. Викаме дека имаме видов I saw a cat on a man. Ама за да ја видиме која е веројатноста за оваа реченица да се генерира, пошто е некаков генеративен, рековме дека има математика, викаме прво веројатноста да кажам I. Океј, сум напишал I, следно гледам која е најверојатниот следен збор. И бил зборот so. И така натаму се генерираат работи. И сега што може да правиме? Може да ги гледаме сите зборови што се појавиле во минатото или може да гледаме само последните 3. Од тие логиш. Кога ќе ве прашаме прашање, вас не ве интересираат сите зборови што ги кажав од почетокот на предавањето до сега, туку само оние последните што може да ги искористите за да ми вратите. Само прашањето ве интересира. И тоа е идејата, даваме внимание на последните важни зборови. Ви користиме трансформерите и имаме генерирање. Уште еден пример, истиот кога ќе стигнеме до некаде, гледаме кој збор е најверојатен. Десно лево ни е кажано дека имаме некоја дистрибуција. Дистрибуција е веројатност која е најследна можна шанса. И ако ги знаеме претходните работи, без ова анализ. На овој начин ги генерираме работи. Значи имаме генеративен дел и имаме трансформер што ни гледа колку се поврзани зборовите. До овој момент е главно. И сега ни остане уште притрени. Што значи тоа? Тоа значи дека во моделот ние текстот треба да го научиме овој модел. Сега кажавме дека знаеме што сакаме да правиме, да предвидиме следен збор, знаеме како со трансформери може да извидиме која е веројатноста за два збора да бидат поврзани, односно колкава е важноста вниманието на еден збор во поврзување со друг, и сега како ќе го направиме тоа? Многу едноставно. На интернет и секаде околу нас има милиони и милиони реченици со запишани текстови. Дали се на еден јазик, на многу јазици и така натаму. И што може да направиме? Земеме една реченица и да речеме, окей, 20% од зборовите ќе ги маскираме. Маскираме значи ќе ги скриеме и ќе пробаме да ги предвидиме. Например, ја имам реченицата how are, празно место doing today и истото она што го размислувавме, пробуваме да го предвидиме. И ChatGPT и перти сите модели во позадина се пробуваат да ги предвидат тие зборови што фалат. Тоа е главната идеја. Веќе пробуваат да ги предвидат зборовите што фалат, од овој момент понатаму моделот сам може да се учи, викаме дека има self-tuning, односно ако му дадеме куп податоци за светот и знае да ги научи како да ги представува како бројки и има внимание, ќе знае кој збор тука треба да биде, бидејќи од сите зборови што ги има во вокабуларот ќе пресмет. Значи имаме генерирање на празните места, другиучи и имаме од трансформерот гледаме каде се наоѓа. Тие се двете работи и третата работа што ја викаме, ова го викаме masked language modeling, односно маскираме. И многу едноставно е. Не ни треба да платиме некој да ни го проверва моделот, автоматски се прави. Овие се четирите работи што ги гледаме во позадина и она што се случува е сега, ние имаме многу јазици, многу текстови, нема да ги игнорираме. Крај крајава на ChatGPT јас го прашав на македонски, бидејќи ми рекоа свари лошо кафе и требаше да сварам подобро кафе. Но тој бил натрениран на многу повеќе англиски. Што се случува во позадина? Сите јазици паралелно се земаат и моделот зема реченица, ChatGPT го викаме тука модел,
крие одредени зборови и со финтите што ги видовме претходно, пробува да ги предвиди. И тоа го прави многу пати, милиони и милиони пати. Има статии дека премногу вода потрошил и дека околу над 50 милионски сумите се за тренирање, тоа значи дека многу графички картички бил тренирани и така натаму, но знаеме да го направиме ефективно, објаснавме како функционира ова. Сега ги објаснивме трите зборови: generative, pre-trained и transformer. Генератив рековме дека ни ги генерирачки, односно секој следен збор пробуваме да го предвидиме. Pre-trained, тоа сме го направиле на многу податоци, односно сме виделе одредени зборови и пробуваме да го предвидиме тој што ни фали. И последната работа ни е трансформер, односно тоа ни е всушност првата, за да ни го овозможи ова целото, ги бараме законитостите, односно како се поврзани работите, односно мериме внимание. И тоа знаеме да го направиме, дечките од Google ни го сервира, ние сме презадоволни. Топ го објаснавме GPT и сега одиме во најдобрите Twitter слики за ChatGPT, гледаме дека нешто грозно се случува во позадина, тоа е она што не знаеме што се случува, имаме еден куп текст пробува да го предвиди, станува малце подобар, бидејќи се подобрува, односно како што ние го користиме се подобрува, има нешто што се вика RLHF. Уште еднаш разликата меѓу GPT-3, нешто што беше излезено од 2018 веќе достапно, и нешто GPT 3.5 или со RLHF, она што го користиме сите и секој криптобро на Twitter што ни вика дека ќе ни ја земи кариерата и треба да имаме Doomsday. Главната идеја е дека ние сме додали она што ви го објаснав до сега, само уште една работа за да направите ChatGPT треба. Тоа го викаме reinforcement learning from human feedback. И ова што значи? Ова е онај тип на учење како што учиме точак, односно пробуваме и гледаме дали е добро. Односно возиме точак и гледаме ако се движиме налево ќе паднеме, значи треба да држиме равнотежа. И во секоја следна секунда гледаме дали сме направиле добро или не. Што се случува со ChatGPT? Моделот во позадина завршил да ги предвидува тие зборовите од сите текстови и сега оди човек и му пишува ова што го како се прави кафе. И моделот кажува како се прави кафе и човекот му вика не, ова не е точно. И моделот вика во ред, ќе се подобра. И пробува да научи како се прави кафе, односно ги зема податоци и пробува да предвиди она што човекот му рекол дека говори и се подобрува. И на тој начин имаме луп, односно имаме човечки фидбек, бидејќи јасно му кажал вие или тој што му помага во тренирањето, имаме reinforcement learning from human feedback. Нешто што е достапно, може да го користите, да го клепи. И сега, главното прашање од она што го научивме, што се случува кога го прашуваме ChatGPT. Во позадина, јас сум напишал промпт, така го викаат, односно сум внесел некој текст и сум му рекол како да направам турско кафе. Но, што се случило тука? Ние всушност сме му дали една реченица и сме му рекле, те молам, заврши ја до крај. И ChatGPT го прави она што го видовме многу слайдови назад. Што го видовме тука. Пробува да најде кој збор е најверојатен следно да го запише и го избере, прави избор и оди понатаму. Ако сте го користеле, имате видено дека чека, ви трепнува insert coined и чека да најде кој збор е најсоодветен. Но и тоа е главната идеја во ChatGPT. Пуштаме реченица, текст, што и да било, кој било прашање, и тој вика, окей, го добив овој текст, ќе го подалам на зборови, врз база на кои зборови сум ги добил, ќе пробам да го најдам следниот најверојатен збор. Го поминавме ова и прашавме како да направам турско кафе, и тој виде дека турско кафе има, значи посветва внимание и како знае дека е прашаен збор, го научил пошто го видел во многу текстови. Не знае да размислува, туку едноставно видел многу работи и само ги кажува. Ќе направиме паралела со екстерно тестирање за да ви биде појасно. Главната идеја е дека го дели текстот на зборови, гледа кој збор е колку веројатен да се појави следно и само го додава. И тоа го прави дур не рече, ова е доволно. Веќе вака завршува нешто што сум видел веќе во податоци. И така функционира ChatGPT. Јас тука би ја завршил презентацијата, ама Вилјам ми рече дека треба да ви одговорам на другите прашања што ви поставил, така да ќе одиме со следните делови. Како да направиме собствен GPT? Формулата е едноставна. Прво, собираме многу податоци, второ, избираме архитектура, ама сега знаеме дека ни треба трансформер, и трета, се активираме со reinforcement learning from human loop. Односно, ги земаме податоците, ги структурираме, односно само ги собираме, дали се на еден јазик или повеќе, независно, што повеќе тоа подобро, и му ги даваме на некоја мрежа што знае што користи трансформер, што гледа колку се важни работите, има внимание, attention is all you need, и на крај
ние кога ќе завршиме целото тоа тренирање, сама мрежата ќе рече окей, многу добро работам. Рековме имаме некоја метрика на проверување, се вика перплексност, се мери колку добро пробува самата да и предвиде следните зборови и во еден момент ќе постигне некаков локален оптимум. И кога ќе земе тоа, го земаме моделот, му викаме сега е лавамо, јас ќе те прашувам, ти ќе ми одговараш. Ако одговориш грешно, ќе ти кажам дека грешно си одговорил да се подобриш. Тука значи ние сме додатната вредност и на тој начин ќе направиме собствен GPT. И сега следно прашање е кога GPT не работи. GPT не работи кога треба да прави заклучоци и размислување на апстрактно ниво. Зошто? Бидејќи тој не размислува во позадина, туку ги кажува следните најверојатни зборови што можел да ги добие. Односно, GPT не е ништо различно од учење еден предмет само со прашањата за екстерно тестирање. Што значи? Ги добиваш сите прашања, си ги научил и одиш на испит и полагаш 10. Тоа не значи дека ти матријата си ја сватил или механиката за да работите, туку можеш ти за секое прашање да запамтиш точниот резултат и да го вратиш. Или пак, ако е некое прашање слично, да пробаш да кажеш. А можеш да има некој збор што нема врска, само че GPT самоуверен и кажува, цело време ќе ви враќа одговор. Иако нема појма за нешто, само ќе враќа. Зошто бидејќи едноставна идејата. Секогаш ќе има некој збор што е веројатен да се појави, иако мала е веројатноста, ќе рече дека се појави. И халуцинира, тоа го викаме халуцинација. И тоа значи дека не работи на работи што не е трениран. Ама омилениот криптобро што сега нели AI бро или оно што работи многу на LinkedIn, пишува на стоп дека има апокалипса, уствари AI ни го блокира светот, че GPT ќе не победи. Криптобро е човек што нели малку има анализа и знаење од тоа, ама сепак има многу тврдо мислење и ни кажува што е идејата и има ставови. Исто и ChatGPT. ChatGPT видел некои работи, знае да каже следен збор, ама многу цврсто е уверен во тоа што го кажува. Ако правиме паралела со омилени типови на бро, би било криптобро. И уште една работа, вика, ама ChatGPT решава задачи од математички олимпијади и полага медицински испит. И сега овако размислиме, окей, да, работа ние не знаеме на кои податоци се натренира, односно ние можеби го прашуваме нешто што веќе има одговор. И ако тоа нешто што го прашуваме веќе има одговор, тоа го видел и го запомнил. Односно знае да каже што е најверојатната следна работа. Знае дека треба да искористи таа теорема. Ако прашаме кој е некој председател на држава моментално, иако не знае, можеби државата не постои, може да ни врати дека тој од изгенерирал некој зборови ќе биде сигурен бидејќи видел во минатото. Тоа е првата работа. Втората работа е дека ако не знаеме што има во податоците, не знаеме дали ги видел работи. Затоа малце треба да имаме скептицизам во однос колку е добар. Паралелно правете си со екстерното учење, односно, ако одиш на испит полагаш екстерно и ги знаеш прашањата на памет, имаш лоша идеја. Лево го имаме HAL 9000 системот, гледајте го Одисеја, многу добар филм, самодеструктивен систем, што пробува да ја уништи човештвото, ChatGPT е многу далеко од тоа. Друга работа ни вика, ChatGPT е многу паметен и наоѓа одговори на кои што на македонски на Google не се одговорени. И тука е целата магија, односно тука иде дел што мене ме интересира како научник, тоа е трансфер меѓу јазици. Што значи тоа? Ако ти имаш еден модел и знаеш некои зборови што значат и си ги научил во еден јазик и се многу слични со друг или знаеш само да ги преведеш тривијално од еден друг во друг јазик и ако не си ја сфатил идејата, можеш да вратиш резултат. И тоа што значи? За тоа што ти ќе натренираш модел истовремено на англиски и малку на македонски, тоа знаење ќе се пренеси. И тоа исто колку луѓе. Некој што знае српски и нешто пробува да одговори на словенски, можеби нема да знае точно да одговори, ама некои идеи за падежите веќе ги сватил апстрактно или некои зборови си имаат значење за него. И само со точен превод ќе пробува да одговори. Истата идеја. Дека прва работа, тоа што знае да решава испити, тоа е бидејќи ги видел податоците. Или пак се толку тривијални работите што може да се дедуцираат од прашањето. Втора работа, тоа што знае да одговара на македонски, тоа значи дека правил некој трансфер и тоа е супер, ама тоа не е нешто ново, тоа го имаме со модели уште многу порано. Целата идеја на трансфер меѓу знаења е преносливо. Односно вие ако научите да возите еден автомобил, ќе знаете да возите и друг, бидејќи сте ментално сте сватиле идејата за нешто или само сте го пренесели. Исто и за јазиците. Ако научите кој збор е следен, ќе знаете да кажете кој збор е следен и тука.
некои интересни твитови или идеи за ChatGPT, Јан Лекун, рок звезда на машинското учење за голем дел од невронските мрежи, вика дека исто тоа што го кажа. Значи не е само мој интегрален став, туку е став на дел од научната фела, дека окей, може да ги положи тие работи бидејќи треба меморизација. Може да направиш дедуцирање само со например и за некои судски спорови ти треба да измениш само имињата и да речиш аха, ова е слично на тоа е лесно. Ама тешко е ти кога ќе треба да измоделираш цел апстрактен мисловен процес. Од друга страна, треба да сте свесни дека многу голема количина на вода троши ChatGPT. Интересно, зошто? Бидејќи ChatGPT да се научи, се користат графички картички. Графичките картички користат многу енергија и за да се ладат, користат многу вода. Автоматски, самиот процес е скап и користи многу позадинска идеја. И од друга страна, има работи што ChatGPT никош нема да ги предвиде. Како овој видео дешно што вика, бидејќи никош нема да се појави. Истото, многу интересен твит, вика, before we get to godlike AI, ние треба да стигнеме на doglike AI. Зошто? Бидејќи ние моментално овој ChatGPT модел што го објаснуваме или GPT-4 имаат над 100 трилиони параметри. Тоа се единица со многу нули. Многу повеќе пати единици магнитуди отколку просечно куче. Ама пак кучето, ако касне една храна и ја види дека е лоша, знае дека не треба да ја касне уште еднаш. А ChatGPT ќе запамти за првата храна, ама нема да има идеја за втората да предложи. Или пак куче кој еднаш го удри црвена кола, ќе знае дека не треба пред никоја кола да исчекува. И тоа го запаметил со многу помалце неврони отколку што сме искористили за ChatGPT. Значи нешто треба да смениме во начинот на кој што го грижиме. Уште една работа, ChatGPT е ефективен начин да ги запомни сите информации. Значи е супер за да излечите знаење, да излечите информации, да го прашате што треба, но главната цел е дека да си добар за промпт инженеринг е супер, бидејќи ќе си олесниш работата, ќе изведиш некое олеснување дали за програмирање или што било. Сите оние стартапи идеи што никнуваат преку ноќ, тоа се работи што ние можевме да ги најдеме претходно со на Google. За еден друг има сличен проблем, тие што програмираат ви излегва ерор, одите на Google, го наоѓате, го земате и анализирате и подоцна го адаптирате на вашиот проблем. ChatGPT тоа го прави за вас, значи ефективно ви олеснува, ама не ве заменува. Уште еднаш не треба да се грижиме за ChatGPT, веќе исто е како да се плашиме во однос на со авионите. За авионите почнавме да ставаме граници, односно што сакаме да правиме, откако почнаа да летаат. Не пред. Исто за е. Не треба да ставаме граници, не треба да го стопираме, треба да работиме, но да сме свесни. Треба да имаме култура на податоци, да знаеме што се податоци, она што го научивте денеска или што би го научили на академијата, на факултет, на институт, или да знаеме што е. Е начин за математички да најдеме поврзаност меѓу податоци. Во текст да опредвидиме следно. Јан Лекун, рековме суперстар, имам уште неколку слайдови до крај. Како да го подобриме ChatGPT и треба да најдеме начин за да ги подобриме генерираните зборови, бидејќи се само статистички кажува кој е следен начин. Прва идеја е воведување на факти. Ова е полето кога што јас истражувам како да се подобри ChatGPT, односно ние знаеме дека некои работи се поврзани во светот на фактички начин. ChatGPT не знае, тој само знае од текстот дека се наоѓаат еден до друг. А може да има негативен контекст, ама тоа да го научи, да научи само како се поврзани. И за таа идеја да ја смениме, постојат нешто што се викаат светски мапи или мапи на знаење, knowledge graphs и така натаму. И тука се поврзани работи, на пример, Лили е човек, е пријател на Джеймс, Джеймс е бенди со Мона Лиза, таа се наоѓа во Лувр и така натаму. На овој начин може да се поврзиме концептите. Односно викаме дека имаме концепти и релација. Тоа е факт. Имаме две нешта што ги поврзуваме со глагол и тоа е веќе факт. Ако тоа му го дадеме на ChatGPT, ќе почне да работи подобро. Друг начин е да правиме симулација. Она што го прават во Google. Односно што прават? Викаат, аха, ако го натерам да реши една задача физичка, ќе му дадам свет како игра и да види што се случува таму. И автоматски, бидејќи не учи само кој е следниот збор, туку што се случува и во вистинскиот свет, на тој начин ние правиме аргументација на LM, Language Model, ChatGPT Language Model, тоа што спомнав на почеток. И на крај, учење преку гледање. Ние сите работи не сме ги пробали, не сме седнале да ги учиме,
туку учиме преку гледање. Watch плюс listen and learn. Многу лесно Google ми ја ретривна сликата десно. Имаме милиони и милиони видеа. Значи треба да најдеме начин како видеата да ги поврзиме со текстот и да правиме анализа, reasoning и семантика и така натаму. Како добро да го користиме ChatGPT, помош и идеи, препишување на текстови, анализи, прототипирање, зголемување на продуктивност, барање на рецепти, знаење да свариме добро кафе стемпад кога ќе не прашаат, или пак како да организираме презентација која Вилијам ќе се лути бидејќи касни. Слайдот пред да речем чао, ако некој го интересира истражување на вештачка интелигенција или процесирање на природни јазици, сум отворен за соработка. Ако имате идеја како да го подобрите, ChatGPT е отворен за соработка. Ако имате идеја како подобро да предавам, отворен за соработка. Ако имате идеја како, отворен за соработка. Би рекол ФМП. Микро прашање до што значи ФМП според вас? Ајде дали имаме во чат за ФМП. Фала, многу пријатно, ни кажа Марко. Океј. Фала. Да. Би значило фала многу пријатно, че GPT не знаеше. А тргнавме со постулатот дека ќе ни го блокира животот и ќе ни ги раздеши сите проблеми. Фала многу пријатно, но за кратко, се гледаме по рекламите, а рекламите се сега, односно Вилијам ги води. Така, океј, фала ти многу Бошко на презентацијата, дечки слободно споделете фидбек во чат. Гледам дека веќе има доста прашања на интерапт, така што имаме уште некои 35 минути од предвидениот термин. Како што ви најавив и на почетокот, за оние кои што сте тука во однос на data science како кариера или да научите повеќе за податоци, во некои 2 минути ќе пробам да ги споделам најважните работи околу академијата. Интересен факт на еден слайд со успешни приказни од академијата ќе ни се вклучи алумни студент кој што сите кои што сакаат да продолжат понатаму ќе ги посоветува како што треба да презентат како следни чекори и да ви даде некој генерален совет. Така што најбитните работи сакам да ги поминам: инструктори, реални проекти, вработени студенти, акредитација на сертификатот и тимот за коиновации вработување кој што наоѓа проекти и помага при вработување на студентите. Тоа што ќе гледам да бидам краток во некои 121 секунди да ги поминем сите овие работи. Значи најбитната ставка кој ви предава на академијата, овде ќе направам зум. Значи, учите од луѓе од индустрија, луѓе кои што го работат ово и ви даваат реални инсайтс во самата тема. Може да видиме Филип, кој има искуство од 10 години, Маријан Пучев кој е сениор database developer, исто така 15 години искуство, Благој Костовски, тек лицо над 15 години искуство, Александар Бошковски и така натаму. На следниот слайд имаме дел од други инструктори на академијата: Димитар Попов кој е сениор database developer во Сивус, Иван Гочев, Валентин Амбаровски, Филип Николовски. Сите луѓе се со генерално над 5 години искуство во индустрија и ви пренесуваат реални знаења како реално се движат и се менуваат, работе воедно што се бара од самите компании. Во однос на реални проекти, ќе направам зум на овој слайд. Значи на академијата работите за реални проекти кои што ги наоѓа нашиот partnership team. Ќе кажам накратко повеќе и за тоа. Меѓутоа работите на проекти кои што се од вистински клиенти кои понатаму се имплементираат во реалноста. Може овде да видите неколку примери од тоа. Чатбот на Telegram, овде self-driving car, подолем анализа на Twitter новости за здрави, овде проект за предикција на БДП. Следниот слайд, успешни приказни од
Академијата овде може да видите неколку од најскорешните успешни приказни од Академијата, Катерина, Стефан, Елена и така натаму. Се ова ќе ви го испратиме во follow-up мейлот со снимката од овој настан. Видов имаше во чет дали ќе ви биде испратена снимката, така што во тој мейл ќе вклучиме и линкови до се ова за секој кој што сака да прочита повеќе да може од тој линк, да не одземаме сега време. Како што ви најавив, имаме алумни студент овде со нас, тоа е Петар Урџанов, кој што може да го видите на шестата слика. Сега ќе го вклучиме на некоја минута за да ви сподели негови впечатоци, совети за Data Science. Петар, дали се слушаме? Да, ја те слушам, Вилјам. Ме слушате мене, претпоставам. Да. Здраво на сите. Па мислам дека после ваква презентација на Бошко, мислам супер изложено и детално и да се разбере, нема потреба од покренување мотивацијата. Мислам дека повеќето тука веќе се и студенти на Brainster и гледате што се случува последните 2-3 месеци, стварно мислам и луѓе што се надвор од фелава сакаат да дознаат што е можно повеќе, така да Академијата само ќе помогне во сето тоа. Не е GPT Data Science, ниту па Data Science е GPT, меѓутоа едно големо поле каде што уште има да се работи, а постојат и други, мислам, можности каде што може да се напредува надвор од NLP и од сите тие работи, така да со топло ги препорачувам и инструкторите и самата академија, затоа што стварно се топ, кратко кажано. Така да тоа е од мене, Вилјам. Никем да должам многу. Океј, супер, фала ти, Петар. Океј, често поставувано прашање околу сертификацијата, значи од претходната есен секој кој што ќе заврши академија на Brainster добива сертификати од Brainster Next College, која е институција акредитирана од МОН, така што имате сертификат кој е подржан од високообразовна институција. И тимот за коинновации вработување, секогаш кажувам гордоста на Brainster, ова е тимот интерен чија задача е да најде проекти на кои што студентите ќе работат и понатаму да најде пракса и вработување за најдобрите студенти. Така што со сите овие информации, сите кои што сакате продолжите понатаму или ви треба кариерен совет во врска со ова, бујрум на Академијата за Data Science, ќе испратам линк во чет, како алтернативна опција овде го имаме Brainster Next College, кој што е наменет за сите кои што се млади лица и немаат претходно кариерно искуство со кое може да влезат на академија. Им треба малку сеопфатен контекст и во софтверско инженерство и софтвер тестинг и Data Science. Така што сега ќе испратам линк во чет и може да продолжиме на прашањата. Одеме тука, одеме топ voted. Океј, имаме доста прашања, тоа што ќе гледаме да бидеме ефикасни. Првото ни е од каде ChatGPT ги гледа податоците кои што ги обработува. Океј. OpenAI е компанијата која што го прави и генерално многу интересно пишува за податоците, а тоа не пишува. Пишува дека се собрани од интернет, а сигурно има и приватни бази и еден куп додатни работи врз кои што ги учи работите. Најноставно може да мислите дека ги добил сите податоци што се од интернетот, еден куп податоци од дигитални библиотеки и така натаму, и врз нив ја прави онаа финта, ги маскира зборовите и пробува да ги предвидува. Тоа е во учењето. Ако ќе му пишувате вие, тоа е дел на онај вториот дел, односно вие го прашувате и ако одговорите добро, тоа значи дека нема дополнително прашање. На тој начин го изучувате и ги гледа податоците. Во позадина, целиот тој процес да го научат со RLHF, односно Reinforcement Learning, учење со луѓе, била цела постапка, односно имале фарма, односно луѓе кои што само го прашувале и го тренирале, да не биде вулгарен, да враќа добро. Во Кенија, fun fact, плаќале по 2 евра на сат за милионска компанија.
Има додатни работи. Океј, следно од Драгана, дали Дали има некој некој сценарij през да се сценарио кој кој GPT премногу ќе научи? Океј, тоа е за второто прашање. Дали има сценарио? Не, генерално ќе учи работи како што учи досега. Нема начинот на кој што функционира сега Драган, никогаш нема да биде способен да може да прашува. Да прави логичко размислување, односно само ќе го кажува најверојатно следниот збор. Ама ние не го кажуваме само најверојатно следниот збор, туку правиме некој reasoning во позадина и тоа се случува. Значи, на ист начин ако се функционира, сме безбедни работата ќе ни остане и нема да прави. За да е способен не надмине, да ни помага, треба да прави планирање и треба да прави reasoning, односно некое размислување. Така да, ако е моменталниот начин на функционирање, тој само може повеќе податоци, повеќе следни зборови да види. Односно, ако правиме испит математика, односно не знам, анатомија, и му ги дадеме сите можни книги за анатомија, секое прашање ќе го знае и го запомни. Тоа е исто како додиш на екстерно тестирање на кој било испити и да го имаш прашањата. Ќе го препишеш. Тоа е за второто прашање. Што мислите за тоа што го има забрането со ChatGPT? Јас верувам во open science, во отворена наука, така да верувам дека си имаат нивни причини, генерално сум за тоа да е отворено, но како што знам имаат некој паста или макарони, нов ChatGPT само се конектираат таму. Од друга страна пак еден куп варианти слични на ChatGPT излегоа, меѓу кои е Open Assistant, да може да го користите, да го наставате ChatGPT или пак Lambda работи дури на вашиот лаптоп, не треба да се конектирате на интернет. Тоа е втората работа. Дали може да се направи насока од QA во AI/QA? Да, може. Устари, ако го прашуваш ChatGPT, може да ти помага да си го помагаш, да си го правиш quality assurance. И тоа е она идеја. Например, кога правите мануелни тестови, кога ќе пишувате тестови, пишувате кој што го повторувате секој пат. Викате дека е boilerplate код. Така да може да направите подобрување. Генерално гледајте ga вештачката интелигенција и ерата е како замената на работи. Например, ако сте биле претходно пекари, донесете машини за месење леб, вие наместо да го месите лебот, треба да ги контролирате машините. Пак сте пекар. Така да, ако си Q&A во е, пак треба да го контролираш. Истата паралела. Но не пребарува на иста тема, како мене ќе му ги дава истите податоци и на мене. Има некоја работа што се вика веројатност и од каде почнува. Ако е некој цврсто утемелен факт во позадина, ќе му го даде вистото знаење. Ако е некоја работа што е нова, односно тебе ти текнала, него не, веројатно нема да ви ја даде. А ако го прашате нешто и е во врска со мовето што вие сте го правеле претходно, а другиот го не го прави, тогаш ќе го нема да добиете ист одговор. Или пак може би исто прашање да добиете два различни одговори, бидејќи со различен следен збор продолжил. Кога ќе почнува со нова веројатност, тоа не значи не го одбрал млеко, туку одбрал сојно млеко. Или некоја таква работа и автоматски веројатности се менуваат како што одите од лево кон десно. Но главната идеја е дека ги функционира. На кој начин ChatGPT ги пишува кодовите? Океј, се согласувам дека е добар, ама кои кодови ги пишува, оние што ги знае да ги види. И генерално да викаа ChatGPT ќе ги победи компетитивните програмирање или ќе не замени како програмери, тоа не е вистина. Кои кодови ги пишува добро? Оние што ние знаеме да ги напишеме на ист начин, да ги изгугламе и да ги смениме за она што не треба. ChatGPT многу пати видел Stack Overflow за тие што програмираат, знаат, имаш прашање горе, долу ти е одговорот, и го видел тоа во тренирањето, пошто на цел интернет се тренира и знае да го каже следното. Многу често измислува библиотеки, измислува променливи функции, функционалности што не постојат. За да работи како систем, има нешто се вика доаѓа од DeepMind, Code.ai или некако така се викаше, во моментот не се сеќавам, или GitHub Copilot од Microsoft исто. Тоа е на мене специфично, ама таму друга финта. Односно таму пробуваа да сите тие тука ги представувавме зборовите како бројки, тие целите кодови ги представува како бројки. GPT-4 во споредба на GPT сега само ни враќа подобри резултати. Односно може да ни помогне ако го поправаме. За таа идеја на prompt engineering, да, ама гледајте го исто како со правењето леб. Сме правеле леб и пред да се појават пекачите, односно автоматско правење на брашно, правиме и сега, ама имаме друга функција. Сега ја надледуваме машината да го прави тестот. Следно прашање што мислите за злоупотребата на ChatGPT за криминални цели. Одлично прашање. Ако автоматски, ако го прашаш ChatGPT како да направиш кокаин, ќе ти рече аха, тоа е лошо. Ако прашаш Google, ќе ти даде 10 резултати, таа да истата работа. Лоши луѓе прават лоши работи независно целта. Не треба да се секираме. Не може да не влијае.
Одлично, Маријана. Додека ChatGPT се справува со зборови, потврдам броеви. На пример, со скрати го текстот нема да биде со 300. Зошто е тоа така? Ако се сеќавате, ние рековме дека зборовите ги делиме на некакви целини, односно зборот многу лесно може да го поделиме на празни места. Е сега што се случува? Ако имаш ти многу броеви, и тие броеви тебе не ти значат ништо математичко, ти тебе 300 ти значи мерка на нешто, мерка на 300 нешта. На ChatGPT 300 му значи само уште еден збор, како 300 да се запишува. И тој може би видел во други случаи 300 што значи, ама нема начин да се регуларизира или да паузира на тоа. И исто се случува, на пример, имаше во првите верзии проблем ако собереш единица и 15 нули и единица 14 нули и 7, не знаеше да ги собери. Бејќи не знаеше како да ги подели како два броеви, односно ги делеше на два дела и бараше како се поврзани. А не знаеше што се случува, односно собирањето во позадина како механизам не го научи. И викаме дека тој тип на учење со reasoning или пак учење на законитоста, планирањето, не знае да го прави, тој е трениран само да предвиди следен збор. И тој може да проорганизира за 300 броеви, ама е проблем. Ова е едно интересно подрачје, баш научно прашање праша и активно се занимаваат денес истражувачите. Бидејќи не знае да ги подели зборовите, односно знаеме на кој начин работи, сега се движиме кон тоа да знаеме кој текст е генериран, односно активно секси подрачје е тоа што знаеме отприлика кој текст може би е генериран лашно. Колку можеме да бидеме дека се точни. Апсолутно не можеме да гарантираме, бидејќи рековме халуцинира. Си го кажува следниот збор. Исто како што вие, во случајот јас пиев кафе со еден рече со илир, еден рече со сабија, еден со млеко и така натаму. Кој одговор е точен? Треба да направиме reasoning. И затоа е добар ChatGPT. Наместо ние да направиме 300 линкови и да ископираме делови, тој ќе не носи на кај негде со размислувањето, ама ние треба да сме активниот играч тука, компонентата. Ние да гледаме како да ги комбинираме и да ги земеме информациите. Тоа е идејата. Колку е подобрен ChatGPT 4 од претходната верзија? GPT-4 може да генерира слики, да додава вредности и така натаму, што е као супер. Ама од друга страна, пак истиот проблем го има, нема систем да се механизира во позадина. Следното прашање после последното. Колкав дел од ChatGPT се базира на машини кои зборови се најважната една реченица. ChatGPT е целосно базиран на machine learning. И ова е reinforcement learning, и тоа е machine learning, целото е machine learning, нешто што го учиме на академијата тука или на институтот кога дојдете на факултет каде дојдете. Главната идеја е дека со машинското учење ние на машината му даваме текстови и тераме да научи кој следен збор бива. Значи автоматски ја прави таа реченица и важноста е учи врз база на текстовите. Што значи тоа? Ако некој сега му даде лоши текстови, на пример, не знам, многу често кафе е некоја шифра за некоја лоша работа, тој ќе ја научи како шифра за лоша работа. Ти кога ќе го прашаш како да сварам турско кафе, тој ќе ти каже како да правиш во Турција криминал. Така да се базира на машинско учење и тоа е проблемот, бидејќи не планира, нема начин да размислува. Дали на едно прашање исто одговара на сите? Ова го одговоривме малку, да, генерално одговара на сите, малку е зависно, бидејќи не го одбира сегаш максимално најверојатниот збор, туку карикира и парафразира. Што значи тоа? Два текстови, ако ги напишеш со различни зборови, со синоними, тебе може да ти изгледат различно, а во позадина може да се најде. Сега има начин, најноставниот начин за да знаат дали си скопирал или скопирала е да проверат во Microsoft или во OpenAI дали овој текст доаѓа од кај вас. Тоа е првата работа. Втората работа е, пошто се знае кој збор е следно најверојатен, може да се процени според кој почетен збор тргна. И дали, иако е малку едитиран, тоа е идејата, се вика adversarial attacks или напад од десиграш. Ако смениш еден токен или еден збор, овие методите што кажуваат која е веројатноста дека си го ископирал текстот, скроз ќе љуфнат. И моментално не знаеме 100% да процениме и треба паметно да се реорганизираат, парафразираат работите ако некој го користи за таа цел. Јас тотално супортам да се користи за скратување на пишување, бидејќи ќе дојдеме во следна фаза каде што од едната страна ќе има компјутер на кој што го пишуваме текстот, од другата страна ќе има компјутер кој што го чита текстот, да само идеите што сме ги напишале во промптовите ќе се комуницираат. Односно, она што викаат нели американците get to the point. Дали ги земе потоците Google и различно се кара. Уште еднаш не знаеме да правиме милион
не знаеме сигурно да одговориме, OpenAI нели не открива заради последна скривност, ама ни имаме голем сомнеж дека се работи што се достапни дали преку Google или друг индексер. Како можете за секојдневно работење на графички дизајн? Филип Стојанов, веројатно за како да организираш сцената или како да ги организираш работите, ама да го поврзиш директно во самиот ChatGPT кои слики се наоѓаат е малку потешко. Знам дека постојат плагини кои што работат на ниво на слики. Например, генерираат SVG, мислам дека имаме тука колеги од Coolstration се занимаваат со тоа, како да ги имплементираат тие работи, како да работиш на база на слики. Посебна наука, Computer Vision или пак Computer Graphics, AI in Computer Graphics се занимава со тоа, че GPT моментално само на текстови работи. И зошто не може да работи со слики е едноставно. И затоа ќе го победиме, бидејќи текстовите знае да ги подели. Сликите многу тешко знае да ги раздели на компоненти. И затоа ако ги имате видено моделите како Midjourney и така натаму, генерираат по 4 прсти или пак многу тешко му е видео да генерираат, оти во текст и во јазик си лимитиран со бројот на зборови. Односно можеш да кажеш само со вокабуларот се изразваш и како ќе ги споиш тие зборови кажуваш мисла. Во видео не знаеш што ќе биде следната работа, пошто имаш концепт на длабочина. Односно имаш сега во сцена човек и во сцена можеби нема. И сад тоа што е назад многу тешко да предвидиш што ќе биде. Така да на ChatGPT на начинот на кој што функционира сега со токенизирање не може да функционира бидејќи го разделва делот. Начинот за кој да се направи видеата и сликите да функционираат, работи на принцип на конволуција, односно да се зема и локалните информации и глобалните, односно да се гледа кај е дрвото, кај е текстот, ама да се фокусира и на очите и на носот, сите информации. ChatGPT, ако ги раздели речениците, ако го раздели текстот на реченица, ќе се фокусира на реченицата и внатре на зборовите во самата реченица како се поврзани со транспортна. Како можам да го користам ChatGPT за секојдневно работење на графички дизајн? Може да го користиме ChatGPT за секојдневно работење на графички дизајн. Го одговорив, сори. Јас сум кој ChatGPT кој не знам до кај сум само се враќам. Јас сум конфермно. Од каде ја и ги црпи податоците. Имаме нешто уште наш интернетот прави дампови, односно се што е на интернет се зачува и можеби да ги користи тие работи или пак имаат стримови, односно како да кликаат во секој момент и да ги добиваат информациите, 100% не ги знаеме. Дали секојаш дава точни информации? Апсолутно не. Следно прашање. Може ли малку повеќе да се осврнеш за од каде ги црпи? Да. Одговорот е како што кажав до сега два пати, не знаеме, бидејќи информациите OpenAI не кажува. Ако сами ние да натренираме модел, постои нешто што се вика Common Crawl и тоа е некоја состојба на интернетот, например, не знам, на први секој месец се зачува што има на интернет. Википедија има Википедија Dumps. И дампови се зачувани текстови од моментот. И вие може да ги достапите, да ги соберите и да ги анализирате. Не знам, ако сакате да направите ChatGPT за македонска музика, може да одите на pesni.org, да ги соберите сите песни, да земете зборникот на Миладиновци, сите песни од Миладиновци и да го натренирате и ќе почне да ви генерира поезија во тој стил. На тој начин. Треба да се одберете на кој домен ќе работите. Второ, кој ќе ги соберете потоци да ги користите тие трансформери да влегуваат информациите. И трето, од тука понатаму вие го поправате колку е добро. Тоа е идејата, од каде точно ги црпи информациите ChatGPT не знаеме, а AI in general, односно AI, вештачката интелигенција генерална, зависи од доменот. Ако е за медицина, најчесто ќе го учиме со медицински слики, медицински извештаи, истории на болести и така натаму. Ако е пак здравство, ќе го учиме со, односно ако е, не знам, пекарство ќе го учиме со рецепти, ќе не знае да не кажува за рецепти. Зависи кој домен. Пак тоа е корпус, се вика собирање на корпуси и можеби еден од најважните карики. Ако немаме добри податоци, подобро да немаме никакви. Односно, ако имаме податоци што не се поврзани со она што саме да го постигнеме, џабе. Ако имаме лоши текстови, ќе не кажува лоши работи. Одлично. Дали збогатување на повеќе поеми, формули и податоци? Да. Ова веќе се работи, затоа што некогаш пишувале домашно по математика од втора година, трета година, четврта и така натаму средна, малце покомплицирани работи, постоеше нешто што викаше Wolfram Alpha или пак Symbol Lab и пишувавте формули и рачунаш. Оние работи што ги зборував сега дека не може да собери броеви, ако ги пушти на таква апликација и пресмете и го врати резултатот, автоматски ќе се поврзи и ќе функционира. Моментално Google прави нивни модел, што не знам, јас сум Google фанбој, така да би рекол би бил подобар од ChatGPT и автоматски ќе знае да ви враќа мејлови, да ви организира слайдови, да ви пишува следни зборови во Google Docs и така натаму. Тоа значи дека е подобро со некоја друга функционалност. И автоматски што му даваме вакви алатки
ние движиме кон поголема смисленост. Океј, фала за прашањето Мартина и сите досега. Како да го прашаме че GPT најточно за решавање на софтверски проблеми. Јас би почнал со тоа, ако имаш идеја, прототипира и стави го таму, ако немаш идеја, само запиши ги информациите. Океј, на тоа што го спомна ти сега за Google, викат дали можеме ChatGPT да го ставиме исто рамниште со Google. Представувам Google Search или на компетиторот од Google што ќе го извадат. Тоа што веќе го извади треба. Моделот. Така. Дали може да стави на исто рамниште со Google? Зависи кои податоци ги има. Јас би рекол дека ChatGPT е многу подобра варијанта во Google во смисла кога напишеме на Google ни дава линкови, ChatGPT знае да ни врати нели организирани работи. Ама дали се точни не знаеме. А на Google ако се стави на некоја позиција работните, тоа значи многу луѓе ги кликнале и може да провериме колку се точни. Тоа е идејата за исто рамниште. Ќе видиме како ќе се развива. Овој моделот што ви го кажав на пример со физика да учи, тоа е супер, ама не можеш се да симулираш. Ние не знаеме целиот свет да го симулираме и да знае Google. Рабенки знае да решава, ама останатите работи ко медицина или ко бубрек или не знам сега, прашуваме нешто за бубрек, не знаеме да симулира за да ни го најде точниот одговор, туку пак ќе халуцинира, односно ќе предвидува најверојатен збор врз тоа што го видел, не врз тоа што може да го заклучи. Дали зборовите меѓусебно функционираат како фичер се трансформираат мерат нивната корелација. Идејата за трансформираните не во смисла колку влијае некој збор на секој, во смисла контекст. Например, ако имаме River Bank, знаеме дека River тука на банк ни дава значење брег на река. Ако имаме депозит и банк во иста реченица, знаеме дека банк е поврзан повеќе во финансиска смисла. И на тој начин имаме некакви фичери и трансформерите имаат корелација, супер мислење. Значи зборовите ни се фичери и бараме корелација и пробуваме да го предвидиме само следниот збор. Имаме коментар во чат за претходното прашање, исто на Google го гледаме изворот на подоците, може да знаеме колку е reliable. Така, фала ти, Ивана. Точно. Дали треба да се плаче за фронтенд? ChatGPT ќе не земи само она работа што треба да ја генерираме однова и однова и однова, а основно за она работа што нема директно да имаме уплив. Нема да ни ја нема да ни ја земи целосно работата, односно ќе ни го земи делот со, окей, овој CSS селектор треба да го поместам лево и сега имам проблем, имам ерор, ChatGPT ако го прашаме ќе знае тоа, бидејќи уште 637 луѓе го одговориле на Overflow, Stack Overflow. Дека ќе не земи апсолутно работата, не. Ќе не земи оној дел од работата што е репетитивен, што е едноставен, што секогаш го правиме, а ништо ново не додаваме. Никош нема да ни олесни нема да ја земи работата комуникација со клиент, бидејќи пак контекст многу полесно како луѓе се снаоѓаме со такви луѓе. Аха, ако следниот збор е со шанса 50-50, тоа фрла паричка веројатно. Случаен избор. Компјутерот знае да генерира случајни броеви и ќе го земи некој збор. Исто како што кажа, можеби некогаш нема да го земи најверојатниот, туку ќе земи во зависност колку се важни, ќе го одбере следниот збор. Пак, зборуваме генерално. Дали вакви модели како се blackbox и за најголемите, да. Се blackbox во теорија, тоа внатре што прават немаме поима како научници, ама знаеме дека главната идеја е учат некои поврзаности. Сега сите студии се како се афектираат работи. Дечки, дали само кај мене сетска Бошко или кај сите? Извини, мислам дека се прекинуваш кај сите. Еве ни пишуваат и во чат. Дали може да се префрлиш на hotspot? Да. Само ќе изгаснам камера. Дали е се подобро? Да, се е супер. Супер. Океј, супер. Значи, кај 50% бевме кажувавме дека не, тоа го одговоривме, бевме кај се blackbox. Да, се blackbox за научниците, бидејќи не знаеме генерално што се случило, и викаме дека пробуваат да предвидуваат, не можеме да знаеме секоја реченица во терабајти податоци, ама ги користиме. Океј, дали има врска? Дали може да се каже како полигон како што користи науката
Robustните да се за решение на древни победители. Да, ама знае да ги реши оние проблеми што ги видел решенијата претходно или што знае да премине од еден до друг. Не знае да најде, например, логика кој би го направил тоа самиот, туку ќе се надоврзи на некој друг. Има шанси ако правиш copy-paste на цел текст, одговорот е да, ако се трните поврзан со Microsoft API, да, ако има начин да ги да измери која е веројатноста текстот што си го добил да биде сгенериран компјутерски. Двете работи се малку веројатно, во оваа фаза да речеме дека не знам. Ова не значи дека сум адвокат да пишете семинарски со ChatGPT, односно може да опишувате само оној дел од семинарските што не е методолошки интересен ако не се занимавате со литература. Дали постои некој друг софтвер сличен на ChatGPT? Постои, се вика Llama, се вика Alpaca. Генерално сите овие модели се некои животни. Океј, не сите, има еден куп модели, има Open Assistant, тој е бесплатен. Ако сакате изгуглајте го, се вика Open Assistant. Океј, ова го одговоривме со 50-50. Дали може да се ослониме за автоматизирано класифицирање пример речењето? Океј, hot topic. Дали може да се гарантираме вака? Може да го користиме за нешто што се вика Zero Shot Classification, односно ја видел реченицата, имаме например имаме текст, имаме новина и сакаме да ја класифицираме во некој новинарски жар. И да го направиме тоа, ние треба да ChatGPT во позадина знае што значи, не знам, политика и знае што значи текстот и ќе измери колку се блиско и тој жанр што е најблиско ќе го врати. На тој начин, да, знае да класифицира работи и до некој начин ќе функционира во ред, ама секогаш треба да имаме на ум дека тоа е веројатност, односно тоа е секогаш сигурно, не мора да значи. Овие мислам дека ги одговоривме. Да, гледам. Гори имаше едно прашање од Валентин. Стигна од сега. Од Вероника имаше прашање. Дали има модел кој може да тренира на... Апсолутно, ова е многу hot topic, се нарекува Black Box Optimization на модели, односно се вика избирање на модели, Hyper Optimization, учење да учиме се вика, и генерално се постои, се функционира. Секој пат вие кога ќе учите модел за машинско учење и одбирате параметри, вие фактички над моделот учите модел кој што ги одбира. Сега што прават овие фенси работите, фенси науката, ги земат тие модели и тие ги запишува како вектори, значи и податоците и моделите ги запишува како броеви и гледа кој број е најповрзан со другиот број. Тоа е идејата. Гледам дека ова прашање е слично со едно подоле. Да се претплатиме, мислам дека не вредеше. Пак, зависи зашто ќе го користите. Ако сакате да... Пак, не знам, за ова не можам да гарантирам. Ама ако ви користи ChatGPT за работите кои што ви кажавме, е исто како претплаќање на Grammarly, ако го познавате. За подобрување на текст или за учење, или пак за генерирање на работи, апсолутно. Не, don't hesitate. Дали вледи, дали има голема разлика, зависи до домен. Да, е подобрен, има многу повеќе параметри. Генерално би требало да е во теорија подобар многу ChatGPT. Искрено, јас немам за тие примените што ги имам, што имам слушната, пак зависи од апликација до апликација. Пробајте, видете на free trial, па може да се одличите. Мислам да ги поминавме сите. Односно, може и да пробате, мислам. Ајде, слободно. Брекна ако зборуваш се. Не. Кјутев. Добро. Еве, прашање. Колку може влијае GPT на cyber security? Океј, зависи, ако прашуваш како да хакнеш, нема, тоа е плюс. GPT ќе ги открие сите оние работи што се генерално направени од лош аспект на човечки дизајн, односно GPT нема да може да го хакне SH256, односно енкрипцијата.
секогаш кога размислувате за cyber security, размислувате дека секогаш човекот е хакнат. Не е хакнат алгоритмот. Многу често полесно е да предвидам кој ти е пасвордот за тоа како кај живееш, колку деца имаш и колку си возрастен, и ако правиш некоја комбинација, колку да најдам кој е точниот одговор. Океј, гледам дека има едно прашање на чет од претходно, дали Brainster планира обуки во однос на користење на AI за content creation во делот за Digital Marketing Академијата. Вака, без да издавам премногу информации, гледаме да го вклучиме AI и чат GPT како такови сите алатки кои што се, например, имаше прашање за графички дизајн, мислам дека беше од Јован, ако не грешам. Вебинарот со Nebojša Gilevski-Bana за AI арт може да го испратам во чат за тоа прашање. Поентата ми гледаме на сите академии што е можно поскоро да имплементираме. Да улетам јас малку. Ајде, слободно. Сори. Бидејќи јас заедно со Горан Поповски, исто инструктор тука и предавачи сме заедно на факултетот, ние го воведуваме активно чат GPT во академијата, може би има некој од групите што предаваме тековно и знаат дека се дури охрабрени да го користат, бидејќи го гледаме како алатка што ќе се користи многу во иднина и е нешто корисно. Специфичен начин како да го користиме чат GPT генерално не може да имаме во смисла, може да знаеме како функционира, ама секогаш го предлагаме и на факултет да се користи и за секакви работи за учење, бидејќи главната идеја е ние како размислуваме. А он што каже Вилјам и што го киднапирав, пробуваме да го имплементираме како академик во факултет секаде. И ние како институт на Јожеф Штефан, апсолутно. Супер. Така, значи се надоврзам, не само прашањето беше конкретно за дигитал маркетинг, не само за маркетинг академијата, на ниво и на академии и на Brainster Next College гледаме што е можно поскоро, веќе Бошко испомна, да имплементираме посебни и модули да се вклучи AI во самата програма за да биде up to date. Дали има некој плюс прашање? Почни сме со време 9:30. Гледам, има доста позитивни коментари во чат за презентацијата, така што супер, Бошко. Имаме коментари од алумни. Коментар од Драгана, мислам дека е окей за нас дипломираните студенти да има опција да ги постуваме новите модули, така, значи ова ќе биде во координација со Student Success и на ниво на Brainster ќе бидете известени за сите новости. Тоа е се што имам како информација во однос на имплементирање на AI. Ама супер коментар, Драгана. Океј, дали има плюс некоја прашање на чат GPT кое што може Бошко да го одговори? Почекам уште минутка. Бошко ви остави негов мейл и негов LinkedIn за оно што го спомена на последниот слайд во однос на како да се конектирате со него, така што слободно во тој дел. Габриела, дали ќе го има видеото постирано негде? Во текот на утрешниот ден ќе ви испратиме мейл со снимката од предавањето и ресурсите кои што ги споменавме денес, така што ќе може да си го погледнете пак. Океј. Супер презентација, добро. Океј, дечки, мислам дека овде може да направиме wrap-up. Уште еднаш фала ви на сите за присуството, фала многу до Бошко за трудот кој што го одвои и за презентацијата и за прашањата. Ќе му оставам на Бошко финален збор и да го затвори овој настан. Се надам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика и ви посакал убава вечер. Бошко? Фала на сите што дојдовте и се гледаме, слушаме, контактираме. Имајте убав продолжен викенд, честит празник на тие што слават и се надам дека подобро чат GPT ќе го изберете пивото вечерва. Супер. Океј, убав вечер на сите, се гледаме во наредна прилика со дел од вас на
академија или на факултетот. Чао, чао.